Јас и ти сме исто на ниво на изворен суверенитет. Но јас и ти сме различно во полето на значење. Како да ја разрешиме ова мистерија? Од денес започнуваме нова серија со наслов нова провокативно проактивна видеосерија од Кава Илија со наслов Мудроста од Илија Кавај ја претварам во моја енергија, а неговата глупост ја отврдам со мој коментар. Во рајот нема време. Исус. Видео број 1. Јас постојам. Јас и ти сме исто на ниво на изворен суверенитет. Како твојата мудрост да ја претворам во моја енергија? Оние мисли, кои се условено наметнати од масовната свест, се моја енергија, кои се етикетирани во полето на значење. Кога без условување ја прифатам твојата мудрост како моја, постанува моја неутрална енергија во полето на енергетика. Мудрост се дестилирани искуства од полето на вредности во полето на енергетика. Мудрост е едноставност. Едноставност во едноста. Вечното сега. Сега е чувство. Јас сум вечен уплашен до смрт. Не можеш да бидеш вечен, а да се плашиш од смртта. Ти можеш. Како? Заборави на вечното. Заборавив. Се плашам до смрт. Како заборавив? Кога реалност е заменета со илузија, го напуштате домот на вечноста и градите привремен дом на смртноста. Јас сакам да одам дома. Насочете е пловидбата на духовната подморница кон безвременскиот и вечниот светилник и изградете привремен дом без страв од смртта. Како без страв од смртта? Мислата е како сенка без субстанција, која го следи свесното битие. Свесното битие е интеграција помеѓу безвременското духовно битие и временското човечко суштество. Кога не сте свесни за духовното битие, тогаш вашата духовна подморница е насочена кон светилникот на смртта и мислата се заменува со стравот од смртта. Јас сум вечен, го замени со јас сум смртен. Каква иронија! Ја препуштате вашата реалност на бесмртност на илузијата на смртност. Вашата свесност го достигна најниското ниво на фиксна свесност. Страдањето на човековото суштество е неподносливо. Како можем да се ослободам од страдањето? Разбуди се. Отстранете го темниот облак на илузијата, па радувај се. Како? Преку проширување на свеста. Стварен дом, јас сум, јас постојам. Ако го ограничите вашето искуство, ја ограничувате вашата свест. Ако ја ограничите вашата свест, го ограничувате вашето искуство. Искуство е само начин да се радуваме во јас сум, во јас постојам. Тогаш искуството се чисти и неоптоварени со помислата на смртта. Мислата е како сенка без субстанција, која не ја активира основната емоција страв од смрт. Смртта е илузија.
Да, смртта е илузија. Тогаш ја не постојам. Зашто со вашата идентификација го давате вашиот суверенитет на вечното јас, на смртното јас? Зарем не си свесен дека таквата трансакција е погубна за тебе, драго мое суштество? Поместете го перископот на вашата духовна подморница и на хоризонтот на бескрајниот океан на свеста ќе го видите безвременскиот и безсмртен светилник како трепери со искрата на свеста. Поставете ваша навигација и пловете кон вечниот јасум. Сето ова е неприфатливо за мојот ум. Мојата ментална свест. Знам, затоа тргни се од паметниот ум. Па јас не би постоел без мојата меморија, без моите искуства. Фрлете го телото. Јас не сум тело. Јас не сум ум. Па јас влегувам во ништо. Isfrlja nistожноста. Ништо не постои. Полека, полека. Постојам. Чувствувам. Имам такво чувство, такво искуство. Со нетрпение го очекувам ова прекрасно искуство во јас сум. Јас постојам. Свеста е дека постојам. Свеста на радоста. Радост, тоа е состојба која не е поврзана со физичкиот свет. Станува збор за свеста во која се рефлектираат повисоките светови. Долго време со страст во душата барав механизам кој создава страдање и како да се ослободам од него. Јас не успеав. Може би ти успеа. А зашто јас не успеав? Барате мир надвор, а страдате. Мирот е внатре. И барејќи го надвор, се доведувате себе си во страдањето, што произлегува од нишалото на двојноста, со половите, задоволствата и болката. Значи, јас сум и внатре и надвор. Во зависност од моето внимание, јас сум или внатре или надвор. Кога свеста е насочена кон надворешното барање на Бога, се добива светот на двојноста, физичкиот свет. Перископот на духовната подморница го виде временскиот светилник на смртта и како единствена реалност, човековото суштество ја насочи подморницата што пловеше низ немирните води на океанот. Врската со внатрешното духовно битие е прекината и ниската свесност заповеда со подморницата и се обидува да излезе од менталните бури. Исклучувањето со духовното битие го раздвоило човечкото суштество на субјект и објект. Субјектот, преку сетилните органи и мислата како наблюдувач, го материализира електромагнетниот бран во атом и ја започнува космичката игра помеѓу енергијата и материјата во релативниот илузорен свет, свет на искуства. Човечкото суштество, преку релативните искуства меѓу половите на задоволство и болка, со сенката на стравот од смртта, гарчевито се бори низ илузијата на моќта да дојде до искуствата на радост и љубов. Тоа, драги мој ти, не функционира. Зошто не функционира? Радоста е состојба која не е поврзана со физичкиот свет. Ова тивка радост
произлегува како искуство на духовно битие од безвременскиот и бесмртен јас сум. Оваа радост, оваа тивка радост, произлегува како искуство на духовното битие од безвременскиот и бесмртен јас сум. Оваа радост е посебна мудрост, кога на најдобар начин се синхронизира со љубовта. Кога свеста е насочена навнатре, добивате постојан, подлабоко сум. Во моментов, Адамус, мојата висока свест, реагира и додава. Постојам, бидејќи мојата свест, како и твојата, има способност да делува. Свеста не е единствена, нити е фиксирана во еден единствен израз. Каде се наоѓа мојата свест? На компјутерскиот екран? Или барате податоци изгубени во минатото? Или сте ангажирани во предвидување на развојот на епидемијата на коронавирусот, предизвикана од ТВ симулации што предизвикуваат страв? Сето тоа е многу линеарна свест, која преку верувањата, ставовите и желбите ја формира човековата реалност која минува низ филтерот на умот. Но има многу повеќе свесност, што е веќе тука и не е филтрирана низ програмите на умот. Ако ја дозволиме оваа свест, таа се проширува. Се отвараме и поради флексибилноста не е фокусирана само на човековата реалност. Ние сме суштества на свесност, а не на енергија, а нашата страст е чистата свест која привлекува енергија. Постојам како човек е духовно битие. Просветлувањето е интеграција на сите аспекти на човечкото битие и душата како искусен дел од чистата свест во јас сум. Проширената свест доведува до поголеми искуства. Искуството е само начин да му се радуваме на Креаторот, јас сум, во манифестирана форма постојам. Јас сум создателот на манифестацијата, јас постојам на филтрираната ниска свест и нефилтрираната висока свест, кои се активни. Животот е само радосно искуство, чин на жива свест. Почувствувајте суштината на секој искуство, а тоа е свеста. Свеста е вечен живот. Адамус, мојата висока свест. Состојба на свест е местото каде што е вашата свест во тоа време. Свеста е креатор и активатор на енергијата. Каде свест, тамо енергија. Јач вечно постојам внатре собствената енергетска манифестација. Продолжуваме со процесот на будење. Длабоко вдишувам во себе и во својата душа како едно. Кој дише? Јас. Кој сум јас? Јас сум здив. Почувствувај го. Почувствувај го. Почувствувај го. Јас сум здив е енергија. Песма на душата, вечно богата. Јас сум енергија во форма на тело. Енергија е чувство на здив.
Квантната наука е децидна. Нашето тело е 99,999% празен простор. Тој празен простор е исполнет со физичка, ментална и емотивна енергија и гностичка енергија, креативна енергија, доколку Илија Кавај дозволи да се таа појави. Илија Кавај со својот ментален уверзум, со својата условеност, господари во празниот простор и конекцијата со душата ја има прекината. Празниот простор е исполнет со мрак. Мрак е недостаток на светлина. Светлост е свест. Свеста може да продре со дозвола на Илија Кавај. Како? Од поле на значајне, преку поле на енергетика до конечна вистина. Јас сум илузорен суверенитет, времен и смртен во полето на значајне, во полето на вредности. Јас сум изворен суверенитет, безвремен и безсмртен во полето на енергетика. Јас сум е апсолут. Јас сум е свест. Јас сум е свест во енергија. Конечната вистина подразбира. Јас сум свест која се манифестира во тотално, безпросторно и безвремено електромагнетно поле, кој пулсира во танго ритам, душа гност, со мисла издвоено во индивидуално, просторно и времено електромагнетно поле, кој пулсира во стресен рок-н-рол ритам, тело. Светлост е свест. Свест е единствено важно. Вашата свест, вашето јас сум. Без свест нема енергија, нема гност, нема маса, нема честичка, нема светлина, нема реалност. Свеста мора да дојде однатре. Таа е критичната активност, таа е најчиста внатрешна сила, свест енергија, која трансформира и регенерира, разводнува и трансформира. Се друго е зголемување масата на телото, зголемување болката во душата, фрустрација и разочарување. Нашето тело е празен простор. Тој празен простор е исполнет со физичка, ментална и емоционална енергија. Може да биде исполнет и со гностичка креативна енергија, да постане активна само доколку Илија Кавај допушти. Мрак е недостаток на светлост. Светлост е свест.
Кога Илија Калин допушти влез на гностичката енергија, тогаш нашиот простор е осветлен преку улогата на стивот како енергија кој врши трансформација и регенерација, разводнување и трансформација. Како практично да искористам ова внатрешна, најчиста сила и се ослободам од емотивниот табај? Како да направам квантниот скок од полето на вредности, од полето на спротивности, во полето на енергетика, во полето на етноста, преку здивот. Преку вдишување и издишување, како плима и осек. Јас вдишувам разводнување. Јас издишувам трансформација. Почувствувај го тоа. Јас вдишувам разводнување. Јас издишувам трансформација. Почувствувај го тоа. Јас вдишувам разводнување. Јас издишувам трансформација. Почувствувај го тоа. Здивот е енергија. Почувствувај енергијата. Таа е најчиста внатрешна сила која трансформира и регенерира. Мислата е отсутна. А зашто е отсутна? Затоа што ја чувствувам енергијата. Јас сум во етноста, во полето на енергетика. Полето на вредности не е присутно. Ова е креативна енергија, која не проаѓа низ филтерот на умот. Останете со ова креативна енергија. Чувствувајте. Се јавува чувство на љубов, на радост, на самилост. Останете во тие чувства. Тие се ваши внатрешни чувства. Чувства на енергијата. Чувства на дахот. Тоа е единствената сила која разводнува и трансформира.